Ова е издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Екомапирањето на возилата е во рацете на МВР и Министерството за економија. Мултифункционален објект во Сингелеј за побрзи услуги за граѓаните. Итни реформи на градскиот инспекторат за поголема ефикасност. Повторно можност за поднесување барања за приватизација на државно градежно земјиште. Во ноември минатата година, градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов иницираше законски измени со кои при технички преглед на возилата секое возило да може еколошки да се мапира и да добие налепница. Потоа градските власти ќе можат административно да ги исклучуваат возилата што реално придонесуваат за загадување на воздухот. Но градот, немајќи ингеренции за законски измени, се јавува како координатор на активноста која подразбира да бидат опфатени повеќе министерства. Министерството за внатрешни работи, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за економија, како надлежни институции во кои треба да бидат претрпени законските измени. Од страна на градот беше формирана работна група која е предводел надворешен соработник, која искористи искуства од 5 држави од Европа: Германија, Финска, Данска, Велика Британија и Шпанија. Како е тоа таму регулирано, испоредени се тамошните законски решенија и начинот како локалната самоуправа потоа да може да ги имплементира тие законски решенија. Според градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов, текстовите за законските измени се завршени и пред повеќе од 1 месец се доставени до Министерството за економија и МВР, за да може да ја покренат постапката и процедурата која подлежи на измени и дополнување на законот. Иако минатата година, кога Шелегов го објави ова, рече дека очекува предлогот до крајот на 2017 година да помине пред Собранието на Република Македонија, а до крајот на оваа година би можело да бидат мапирани возилата. Сепак тоа не се оствари. Па сега очекува во текот на летово на седница на влада да поминат измените како би влегле во собраниска процедура, а по изгласувањето градоначалникот ќе биде тој што ќе забранува движење на возила според екомапирањето. Да започнеме со тој процес. И тоа не е само краткорочно решавање на проблемот со загадувањето, туку е на определен начин стратешко решавање, особено во денови каде што пиковите на загаденоста се сериозно високи и измените меѓу другото паќаат да може градоначалникот на локалната самоуправа да биде лицето кое што по основ на податоците кои што ги добиваме на намерењата да биде тој што ќе издаде административната забрана за движење на возила од дадена категорија. Нашите возила ние ги категоризиравме во 5 категории, имајќи ги во предвид сите елементи, вклучително и социјалниот. Значи, тука сме ние, нашата работа како град, пак велам, не беше наша ингеренција, меѓутоа сметам дека сме одговорни, особено кон нашите сограѓани. Сега е постапката во рацете на Министерството за внатрешни и Министерството за економија, како бидејќи таму треба да настанат клучните промени, едните се за мерните, другите за движење и регулирање на сообраќајот. Екомапирањето нема да има дополнителни финансиски импликации врз буџетот на граѓаните, бидејќи секој граѓанин врши технички преглед во текот на годината. Разликата е тоа што при мерењето на издувните гасови ќе може да се категоризира возилото, каква и колкава количина на издувни гасови има, и согласно тоа да се мапира во еколошка смисла. Секое возило би требало да добие соодветна бојана налепница, како постојните што ги имаат при регистрација на возилата. Општина Газибава започна со градежни работи за асфалтирање на повеќе улици низ општината. Целосно е асфалтирана улицата 15 и улицата 2 во населеното место Инџиково. Исто така се асфалтира и улицата 28 во населеното место Сингелеј. Од општина Газибава информираат дека во следниот период, согласно динамиката, продолжуваат со асфалтирање и во другите населени места. Општина Газибава првата фаза од големата акција за реконструкција и изградба на нови улици во општината ја започна уште во средината на април, со поставување асфалт на новата улица до амбулантата во Ченто.
А на улицата Товарник започна активности за проширување на улицата согласно планот. Со оваа акција ќе бидат опфатени населените места Сингели, Кинџиково, Стајковци, Брњарци и Јана Сандански. Планот предвидува реконструкција како изградба на нови улици во сите населени места. Си по брзото темпо на живот и секојдневните обврски им оневозможуваат на граѓаните да се вклучат во било какви спортски активности. Дополнително кон причините за спортска неактивност се придаваат и висината на месечните членарини во фитнес клубовите. Во обидот да се овозможат што поголем број на спортски центри, низ Скопје се отвараат и фитнес зони на отворено. Денеска во Чаир беше отворена третата фитнес зона во Скопје, а 11-та во Македонија, под покровителство на Пивара Скопје. Фитнес зоните се сочинети од професионални фитнес прави и на граѓаните им се на располагање без временско ограничување. Ова е веќе трета година како ги работиме Кока-кола активните зони. Започнавме со општина Газибаба, во Скопје продолживме и со кејот на реката Вардар. И ова е трета веќе активна зона на територијата на град Скопје, односно сега се наоѓаме во Чаир и продолжуваме да инвестираме оваа година покрај ова уште со 4. Вкупно ова 11-та Кока-кола активна зона. Следни општини се Македонска Каменица, продолжуваме потоа во Кавадарци, во Битола и 2 во Скопје. Сарај и Чаир, каде што сме денес. Голем беше интересот пред се на децата на денешната промоција на зоната, но дали и овој пат ќе биде секое чудо за 3 дена, како што се покажало досега? Го прашавме директорот за односи со јавност и комуникации на Пивара Скопје, Ламбро Патче, дали и колку се искористени фитнес зоните. Имате ли никаква информација околу тоа колку се искористени овие фитнес зони и дали се добро сочувани? Ние како компанија постојано водиме мерења, затоа имаме ангажиран и наш надворешен партнер, тоа е Open Fun Football School, со кој работиме веќе години наназад. Они ги вршат мерењата и можам да ви кажам дека како што е овдека сега денеска, така и низ сите градови во Република Македонија. Посебно ме радува фактот што кога и да поминеме и пред да отвориме оваа зона, вчера овдека беше врвулица од млади, стари, деца кои уживаат на овие активни зони на отворено небо, бидејќи имаме најсовремени фитнес прави кои како што гледате секој може да ги користи, да се забавува, да се дружат. За крај, потсетуваме на секојдневните апели од медицинските лица за големата улога на физичката активност која има врз целокупното здравје. Затоа искористете ги бесплатните фитнес прави, забавувајте се во друштво или сами и водете грижа за вашето здравје и убавина. Итни реформи на градскиот инспекторат за поголема ефикасност, негова транспарентност и достапност до граѓаните за да биде вистинска алатка, преку која граѓаните ќе може да ги остварат своите права. Се само дел од суштинските предизвици што пред себе си ги поставува новиот раководител на секторот, инспекторат на град Скопје, Мирослав Богдановски. Како што информираат од град Скопје, на оваа позиција Богдановски доаѓа од Агенцијата за просторно планирање, каде што работел 10 години, а 1 година бил и директор на Државниот инспекторат за животна средина. Тој истакнува дека е потребно да се направи известна реформа на инспекторатот, да се зголеми бројот на инспектори и има потреба да се формира еколошка или комунална полиција со зголемени надлежности. Инспекторатот во изминатиот период спровел конкретни акции за расчистување на јавните површини, а работата на јавните градски претпријатија во наредниот период ќе биде ставена под зголемена контрола од град Скопје и ќе се проверува нивното доследно извршување на задачите и надлежностите што ги имаат. Комуналните редари пак ќе добијат соодветна работна опрема со амблем на град Скопје, со што ќе бидат препознатливи, а се верува дека така ќе им се олесни извршувањето на нивните задачи. Пред неколку дена биле урнати дел од дрвените огради што град Скопје на 14 април оваа година ги постави на дивите паркинг места на патот кон Средноводно. Овие огради град Скопје ги постави поради автомобилите кои се паркираат на диво покрај патот и ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот. Општина Ѓорче Петров доби признание од лиценцираниот колективен постапувач Елколект, чија примерна цел е управување со отпад од електрични и електронска опрема, отпадни батерии и акумулатори. Од општината информираат дека продолжуваат во иста насока, со цел граѓаните да имаат достапни места за достава на ваков вид отпад.
Со завршување на изработка на бекатон елементи на улицата 4 во Ново село, општина Ѓурче Петров го реши долгогодишниот проблем на тамошните жители, а ќе продолжат и во иднина со реализација на зацртаните планови во интерес на своите граѓани. Денеска од 19 часот во местната заедница Долно Лисиче, општина Аеродром се организира средба со граѓани на градоначалникот Златко Марин, на која се разговара за предвидените инфраструктурни зафати на регионалниот пат и Румлер-Идрачево. Интензивно се работи на комплетна реконструкција на објектот кај игралиштето Фортуна во Сингелиќ, кој треба да стане мултифункционален објект и да ги доближи административните услуги до граѓаните. Во овој објект ќе биде сместена и канцеларијата за превенција, која градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, ја најави на првата седница на локалниот совет за превенција, која заедно со канцеларијата за превенција во Стајковци треба да стави крај на прекршоците и нарушувањата на јавниот ред и мир кои често се случуваат на овој дел, односно црната точка од Сингелиќ до Стајковци. Со овие две канцеларии за превенција во најкритичните места во Газибаба се очекува работата на локалниот совет за превенција и присуството на терен да влијае на безбедноста во општината и да се превенира воопшто да не се случуваат несакани настани со кои се нарушува јавниот ред и мир и се загрозува безбедноста на граѓаните. Канцеларијата во Стајковци е ова канцеларија која што ја предвидуваме да работи на крајот на летово, токму безбедноста, од причина што на овој потек од последна 45 до Стајковци најчесто се случува тепачките помеѓу малолетниците. Расправите во автобусите, со ова упатуваме и порака и апел дека будно ќе ги следиме и монитираме сите можни начини да се злоупотребуваат децата. Со ова сакаме да ставиме крај на ова локација и на овој простор од 2 километра, каде што од Сингелиќ до Стајковци ќе бидат веќе заборавени секој вид на насилства и злоупотреба на децата во автобусите и автобуски делини. Во овој објект, кој што 20 години бил нефункционален, а после поплавата во август 2016 година бил надвор од секаква употреба, покрај канцеларијата за превенција ќе бидат сместени и местната канцеларија и канцеларија на Министерството за труд и социјална политика. И тука ќе се издаваат изводи од матичните книги. Целта на мултифункционалниот објект, чија што реконструкција треба да заврши до крајот на летото, е што поблиску и на побрз начин граѓаните да добиваат услуги. Покажуваме дека општина Газибаба ќе ги надмине и административните пречки со цел што поблиску од секој аспект, од делот на труд и социјална политика, од безбедноста, од делот на решавањето на матичните книги кои што ќе бидат издавени во оваа просторија, така на брз и едноставен начин граѓаните ќе може да добијат услуга брза и отворена во овие простории. Се надевам дека и во иднина и во другите населени места ќе отвориме вакви слични простории каде што граѓаните ќе можат сите своји административни потреби да ги решаваат на едно место без да се шетаат од шалтер на шалтер. На кеот на реката Вардар во близина на алпинистичката карпа денеска беше поставена нова фитнес зона, уште едно спортско катче во општина Карпош. При промовирањето на фитнес зоната, градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев нагласи дека внимателно ја избрале локацијата, која е символ за спорт и рекреација во градот. Богоев напомена дека на оваа локација од алпинистичката карпа до бунарите на Вардар ќе биде изграден и новиот парк кој дополнително ќе го оплемени просторот со ново зеленило и содржини, како и парк за миленици, така што целиот комплекс покрај Вардар во овој дел на кеот ќе биде исклучително атрактивна рекреативна зона во Карпош, меѓу најдобрите, ако не и најдобра во град Скопје и државата, рече Богоев. Јас би сакал во име на општина Карпош, во име на граѓаните на општина Карпош да се заблагодарам на Бимилк за оваа прекрасна Баланс плюс зона за рекреација која денес ја добиваме овде на кеот на реката Вардар. Ова би можело слободно да кажам дека заедно со алпинистичката карпа вештачка која што е тука од нашата лева страна се почетокот на нешто многу поголемо, исто така во контекст на здравиот живот и во контекст на здравиот дух кој што го правиме во општината, а тоа е паркот, големиот парк на Карпош кој што ќе следува во продолжина паралелно со реката Вардар. Така да целото ова, заедно со паркот за миленици кој што во исто време се прави, ќе добие една навистина
друга димензија целиот овој дел од градот и од општината. Веќе за година до година и пол најдоцна, ова ќе биде можеби најубавиот дел за рекреација во целиот град и во целата држава. Оваа фитнес зона е донација од компанијата Bimilk, од каде што потенцираат дека целта на зоната е да го поттикне здравиот начин на живот и на директен начин да придонесе за зголемување на физичките активности на граѓаните. Верувам дека голем број од жителите на општина Карпош, меѓутоа и од сите оние рекреативци на градски кеј, ќе допринесе за дружба, рекреација и спортување секако. На соработка со општина Карпош го креиравме ова катче, кое е прво од многуте и ќе следи во следниот период. Граѓаните повторно може да поднесуваат барања за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост во управата за имотно-правни работи. Со измените на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, што стапија на сила вчера, на граѓаните им се дава повторно ова право. Барањата за приватизација законски не можеа да се поднесуваат од истекување на претходниот рок на 15 декември 2014 година до денеска. Документите што треба да се приложат кон барањето се фотокопија од лична карта или пасош, правна основа врз основа на која е стекнато правото на користење на земјиштето, како закон, тапија, пресуда, договор, решение, одлука на надлежен орган и податоци за земјиштето, односно имотен лист од катастар на недвижности или поседован лист од катастарот на земјиштето. Барањата се поднесуваат во подрачните единици на управата за имотно-правни работи во општината во која се наоѓа земјиштето. Крајниот рок за поднесување на барање за приватизација на државно градежно земјиште е 31 декември 2021 година. Преку меѓународниот аеродром Скопје и Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, во првите 6 месеци од годинава се привезле 1.041.583 патници, што представува годишен пораст од 21% во споредба со првата половина од минатата година, објави денеска ТАВ Македонија, концесионерот на аеродромите во Скопје и Охрид. Во истиот период од јануари до јуни годинава, бројот на летови на двата македонски аеродроми достигна 9.033 со годишен пораст од 16%, како што потенцираат од компанијата. Растот на патничкиот сообраќај со 21%, кој што ТАВ Македонија го забележа од јануари до јуни годинава, го надминува и просечниот раст на аеродромите во земјите кои не се членки на Европската унија, кој изнесува 12,5% во првиот квартал од 2018. Најфреквентните дестинации според патничкиот сообраќај во првите 6 месеци на меѓународниот аеродром Скопје се Истанбул, Цирих, Базел, Виена, Малме и Братислава. Од ТАВ Македонија очекуваат дека порастот на воздушниот сообраќај ќе продолжи со слично темпо и до крајот на годинава, имајќи ги предвид 5 нови дестинации кои беа отворени на аеродромите во Скопје и во Охрид на почетокот од летната сезона во 2018. На почетокот на минатиот месец, лот Polish Airlines влиза во македонскиот пазар со летови меѓу Скопје и Варшава, а на аеродромот во Охрид беа отворени сезонските дестинации Истанбул, Ајдховен, Талин и Варшава. ТАВ Македонија најави нова редовна авиолинија од Охрид до Виена, која ќе биде поведена во ноември 2018 година. Меѓународниот аеродром Скопје е поврзан со 38 дестинации кои се обслужуваат од 13 авиокомпании. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле има 3 редовни авиолинии кои функционираат во текот на целата година и 8 сезонски дестинации, обслужувани од 11 авиокомпании. На крајот на месецов истекува рокот за доставување понуди на повикот за Министерството за транспорт и врски за избор на авиокомпанија за ефтини авиолинии со субвенции од државата. Новата концертна сезона 2080-2019 на Македонската филхармонија ќе стартува на 27 септември под името Ново утро, кога под палката на маестро Јерухам Шаровски од Израел ќе настапи фантастичниот француски пианист Лука Дебарк, лауреат на престижниот надпревар Чајковски. И оваа година
покрај делата од класичната литература и современи премиерни дела. Програмата ќе биде збогатена со композиции од македонски автори, а на подиумот со Македонската филхармонија ќе застанат и фантастични македонски солисти, меѓу нив и Ѓорги Цинциевски на контрабас, Нина Костова-Јаневска на пијано, Милан Стилјанов како вокален солист, како и нашите диригенти Боријан Цанев, Сашо Татарчевски. А првпат со филхармонијата ќе диригира Виктор Митревски, кој доаѓа од школата од Виена. Ќе бидат изведени и македонски дела од автори како Сони Петровски, Владимир Николов и Љубомир Брангјолица. Покрај главната програма, односно концертите кои што ќе се одржуваат во големата сала, меѓу нив и детските концерти, Македонската филхармонија најави и интересни настани кои ќе се случуваат во малата камерна сала. Со новата програма Македонската филхармонија ќе стартува сезоната и со нова маркетиншка кампања и со нов слоган Високи вибрации. Македонската филхармонија за редовните посетители на концертите ќе овозможи блок билети во кои ќе бидат вклучени сите концерти по цена од 9000 динари, а кои ќе може да се набават до 20 септември. Исто така Македонската филхармонија новата концертна сезона ќе стартува со кампањата Без мобилни, која треба да ја зголеми свеста кај посетителите да не ги користат своите мобилни телефони за време на музичките настани. Младинскиот светски џез оркестар, предводен од американскиот диригент Луис Бонила, вечерва ќе одржат концерт во Кино Фросина во Младинскиот културен центар. Концертот, кој е со почеток во 20 часот, е дел од програмата на Скопско лето и требаше да се одржи синоќа во Сулијан на Факултетот за ликовни уметности, но беше одложен поради нестабилните временски услови и појавата на дожд, информираат од Скопско лето. Дирекцијата за култура и уметност Скопје го организира концертот во соработка со Музичката младина на Македонија. Тоа е прв интернационален младински џез оркестар во светот, составен од 18 млади професионални џез музичари, избрани преку отворени глобални аудиции. Бендот работи со најдобри диригенти, уметници и композитори во светот и годишно оди на турнеја, појавувајќи се на престижни европски сцени и џез фестивали. Во рамки на нивната 7-ма европска турнеја овој месец тие музицираат на Балканот, представувајќи 12 земји. Младите музичари ќе ги посетат Македонија, Бугарија, Хрватска и Словенија. Младинскиот светски џез оркестар формиран во 2012 година од DMA International, мрежа од невладини организации за музика за млади. Има настапи на масовни концерти и џез фестивали, вклучувајќи ги Монтро џез фестивал, џез фестивалот Северно море и Уникредит павилјон на Милано. Диригентот Луис Бонила, кој го предводи мултинационалниот оркестар, е меѓународно признат тромбонист, композитор и едукатор од Америка. Тоа беше се за оваа емисија. А вие следете ги и понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.